Денес славиме две слободи. Првата е слободата на Струмица, а втората е слободата на ликовното изразување во рамките на меѓународната струмичка ликовна колонија. Првата слобода брои 75 години, а втората 56. Привиден би бил заклучокот дека двете годишнини немаат ништо заедничко. Само навидум, историјата и културата немаат допирни точки. Оти непобитен е фактот вели да не се случеше ослободувањето на Струмица, не ке можеше можно да постои оваа наша колонија. За среќа се случи и едното и другото. За денес да бидеме горди и со двете значајни нешта. И затоа еве сме собрани во овој храм на културата и уметноста и овој пат да бидеме сведоци на продолжувањето на една прекрасна традиција, токму на денот на ослободувањето на нашиот град, да биде отворена уште една изложба на дела создадени на меѓународната струмичка колонија. Пред сите нас, пред нашата љубопитност и потребата за убаво доживување, ги имаме на показ 40-те дела создадени на овогодинешната 56-та поред меѓународна струмичка ликовна колонија како своевиден сублимат на творечкиот порив на 14-те ликовни творци од Соединетите Американски држави, Полска, Русија, Србија, Грција, Бугарија и Северна Македонија. При тоа не смееме да заборавиме дека во рамките на колонијата се одржа и 26-тото студио за мозаик, со кое раководеше нашиот познат сликар и мозаичар Александар Филев, кој е вистински раритет во нашите земји. Вечерашната изложба е убав продукт од 12-те творечки делови во Жешкиот струмички август, во кои учесниците на колонијата низ дружење и плодотворна атмосфера ги создадоа своите дела, но во кои и пронаѓаат творечка инспирација при посетата на струмичките културно-историски споменици, осознавајќи го нашето богато и вредно културно наследство.